Kumanova është ndër komunat më të mëdha në vend dhe me më shumë banor. Kandidatët për kryetar të saj prej muajsh tashmë kanë filluar në mënyrë aktive fushatën. Dhe pikrisht hapësirën e intervistave në studio sonte do t'ja kushtojmë komunës së Kumanovës. Me mua në studio është Maksim Dimitrievski, kandidati i Znamit, i cili synon edhe një mandat tjetër. Gospodine Dimitrievski, dobrodoјдовте в Алса телевизија. Добро ве најдов, поздрав до вас и до гледачите на вашата телевизија. Зошто уште еден мандат за Куманова? Затоа што работевме многу, но има се уште многу нерешени проблеми и планирам само да продолжам тоа што е започнато, да довршам и да реализирам уште многу нови проекти, да решам и некои децениски проблеми, по примерот на средното училиште Сами Фрашери. Ако се сеќавате, 2017 е започнав таа приказна, ја најавив, 21 година најавив како, еве го денеска, се гради во Куманово, додека сите останати водеа политика, јас реализирав благодарејќи на добра соработка со Министерство. Го спомнавте како добар пример, меѓутоа гимназијата не е завршена. Што е во вашиот план или во вашата програма за следниот мандат за оваа гимназија? Не е завршено, бидејќи после 20 кусур години дискусија од сите политички елити, ние тргнавме да ја градиме минатата година. Претходно општината на своја сметка ги изработи проектите, дел ни беа донирани и ги аплициравме во Министерство, капитални инвестиции обезбедивме, со оваа влада дополнителни средства. Се надеваме дека во септември ќе го ставиме во функција, конечно тој проблем ќе биде решен, а постоечката зграда на ЗИК Куманово ќе биде наменета за тоа што треба да биде, а тоа е административен центар, кај што би сместиле најголем дел од општинската администрација. Тука ние во близина полициската станица за издавање на документи и едношалтерскиот систем на општината би било идеално место, наместо да влегуваме во екстра други решенија и да градиме нови згради и објекти за општината. Многу слично како што е организирани општините во Турција. Имате административен комплекс кој што ви е на влезот или излезот од градот, кај што луѓето вадат документација, а имате центар и седиште кај што ви работи советот и градоначалникот. Околу 900 деца се на списокот на чекање за во градинки во Куманово. Овој еден проблем со кој се соочаат родителите повеќе време. Што е решението што вие го предвидувате за следниот мандат, имајќи предвид дека овој мандат не го решивте? 723 деца чекаат на упис. Имаме сериозен проблем. За жал, сите апликации во минатото од претходната власт ни беа одбиени. Имаме 3 локации за градби на детски градинки на располагање. Едната е на Бајрам Шабани локација, втората е Зелен Рид, третата е населба Карпош. Не наидовме на разбирање од претходната власт, бидејќи со тоа сметаа дека ќе направат неуспешна локална самоуправа. Еве по година и половина го добивме првиот проект позитивен и средства 3 милиони евра за инвестиција на нова детска градинка со капацитет од 400 деца. Во меѓувреме работиме во соработка со Министерство за образование да го допрецизираме опфатот на Бајрам Шабани и веќе тоа ќе биде следната инвестиција. А во третата фаза ќе се надевам дека ќе наидеме на разбирање и за локацијата во Карпош, каде што таа локација на Министерство за труд и социјална политика не сакаа ни да слушнат да ни отстапат. Бидејќи подобро е за нив, за прошлата влада, зборувам СДСМ, да стои нешто, отколку и да се пропаѓа, отколку да се инвестира, но како и да ја го зголемивме постоечкиот капацитет во некои детски градинки и решивме доста добар дел од тие кои што се на листа на чекање. Факт е дека е тешко да се запише дете во детска градинка, бидејќи ако се сеќавате во континуитет ми беа одземани ингеренциите. Таму имавме една вечна директорка на 20 години, кога ги да се обидев да ја разрешам и да воведам нов менаџер кој што ќе ги решава и менаџира тие проблеми, ми беа одземани од политички причини во 2 наврати или во 2 мандата комплетно ингеренциите. Вие немате надлежност, вие не можете ни да располагате ни со проектите таму и да менаџирате со таа институција, но сега веќе се поинаку. Буквално со сите кандидати зборуваме и за водата за пиење. Што доколку Липково го среди овој проблем, кандидатите го решаваат проблем, Липково се снабдува со вода, дали ова е ризик за Куманово и кој е вашето решение?
Не е ризик за Куманово, Липково треба да се снабдува со вода, бидејќи браната им е во дворот, но дозволените количини, кои што се мислам дека се предимензионирани во моментов за искористување, од друга страна имаме голем број на диви приклучоци на постоечкиот цевковод кој што го снабдува Куманово, злоупотреба на поединци никогаш не решен проблем. Јас влегов храбро во тој потез и имам намера да ги исклучам сите тие диви приклучоци на главниот цевковод кој што го снабдува градот. Дополнително имаме и два алтернативни резервни бунари кои што ги користиме во сушните периоди за дотур на сурова вода во фабрика за прочистување на вода. Но тоа не е најголемиот проблем. Најголемиот проблем беше да пред 8 години кога станав градоначалник имаше делови на градот како што е локацијата во населба Тоде Мендол, локацијата Дуи, кај што луѓето немаа вода. Денеска тие луѓе имаат комплетно нов водоводен систем, дополнително се гради целосно инфраструктурата. Буквално во изминатите 8 години се посветив максимално на сите делови на градот и може би да бидат шпекулациите колку сакаат големи, особено од опозицијата, но она што јас со мојот тим го реализирав во изминатите 8 години е тука, во овој отчет, кој што ги немам во многу примероци, беше скап за принтање, имам некаде 100 парчиња, во едниот ќе ви го оставам вас, ги имам сите реализирани проекти. Реконструкција на 16 училишта, кај што се опфатили најголем дел на основните училишта, кај што се учи на албански наставен јазик, изградба на 4 нови училишни спортски сали, реконструирана спортската сала во рок од 4 години, а претходно ја уништуваа 40 години, реконструиран градскиот парк со најдолга тартан патека во државата, со најдолга трим патека за пешачење и велосипедска патека, реконструиран Соколанскиот парк и уште многу други проекти. Еве, последниот ќе го наведам, е една историска реконструкција на една од најстарите улици во град, кај што живее мешан етнички состав или доминантно албанско население. Ние тоа го викаме Орта Бунар, од градскиот пазар, покрај основното училиште Бајрам Шавани, кој што е едно од најстарите училишта, кој што во меѓувреме и го гасифициравме, па се до старата градска џамија. Сакате да кажате дека немате дискриминација кога реализирате проекти? Апсолутно никогаш, но за жал се ставаше еден сериозен наратив на тоа, на минатите избори, кога имавме тврда коалиција на СДСМ и ДУИ, кои што по секоја цена гледаат да победат и со прст се обидуваат да ме окарактеризираат нешто што не сум. Јас ги почитувам сите мои граѓани, мене не ме интересира дали едниот се вика Здравко, а другиот се вика Фадил, третиот се вика Шпетим. Тие се за мене сите исти, прво се кумановци, а потоа се македонци, албанци, турци, роми, влаци, срби, се останато. И јас едноставно интервенирам и инвестирам секаде. Затоа успеав и со инвестиција во Воиновиќ село, кое што е оддалечено од градот, да го изградиме во најголем дел целосно, и добар дел на Костурник, кое што никогаш немало шајка за помено во тоа село, исто така и во многу други делови. Значи, кога работев Љубодрак, Куминдол, Ново село, комплетно беше изградена инфраструктурата и на железничка станица и делумно во Черкезе, кое што е огромно по површина и се уште има проблеми, но јас сум тука заедно со граѓаните ако ја добијам довербата да ги решам. Јавните комунални предпријатија имаат преголеми долгови. Зошто имаат долгови и дали имаат решение? Затоа што овие кои што се опозиција во моменти кога управувале со тие јавни предпријатија, зборувам 2004, 2006, 2010, 2013, не плаќале ДДВ, не ги плаќале обврските. Дошол ѓаволот по своето, УЈП ги има блокирано, за долгови од по €1.000.000 им има наплатено и им наплаќа се уште камати од по 3-4-5 милиони евра. Едното должи. Јас ги вратив од 6 вкупно јавни предпријатија, јас деблокирав 3. 2 остана недеблокирани, едното е создадено во меѓувреме како ново и ќе продолжам со таа интенција. Бараме решение со владата да ни трансферира одредени средства кои што ќе ги свртиме и повторно во УЈП ќе ги вратиме на буџетот за да ги ослободиме од тие камати, од тие долгови за да може да застанат на нозе, да ги докапитализираме и да даваат добра јавна услуга. Ако не го направиме тоа што ни се случува во моментот во Скопје, ќе се случува во најголем дел од Македонија, затоа што јавните предпријатија на ниво на државата должат некаде над 350 милиони евра.
тоа тие јавни предпријатија ги имаат доведено локалните самоуправи во лоша положба со избор на лоши кадри за менаџирање, недомаќинско работење и дополнително отсицање од страна на општините на ресурсите на самите јавни предпријатија. Например, Водовод Куманово е втора на овој список. Да, Водовод Куманово е со дол кон Кумановско-Липковско поле, со енормни камати. Долгот е многу помал, отколку што се доспејаните камати. Значи, јавно предпријатие дужи средства на државно предпријатие во државна собственост за дотур на сурова вода. Го спомнавте Скопје, меѓутоа има критики за нечистотија и во Куманово. Апсолутно. Нечистотија, јас таа критика ја прифаќам, нечистотија има секаде, не само во Куманово, проблемите се огромни, се обидуваме со минимални ресурси да направиме максимум. Во средниот мандат многу посериозно ќе се посветиме на тоа прашање, но таа нечистотија не доаѓа од јавните предпријатија, доаѓа и од недостаток на комунална култура од самите нас учесници во секојдневното живење во градот, а тоа сме ние граѓаните. Ке ве прекинам бидејќи ова беше времето за промоција. Како кандидат, меѓутоа ќе ве прашам едно прашање која е надвор од ова за инцидентот што се случи пред 2 дена во Куманово, многу блиску до општината, до државните институции, врз кандидат за советник на ДУИ. Вашиот коментар. Силно го осудувам овој инцидент, она што го видов во телевизија, бидејќи мене безбедносните структури како градоначалник не ме брифираат, тоа е недозволиво. Класичен атентат. Апелирам до органите на истрагата да ја утврдат вистината, мотивот и сторителите секако, и тие треба да се произнесат по истиот случај. Искрено не очекувам дека има политичка позадина, но како ви да е епилогот, треба тоа јавното обвинителство и органите на прогонот, во овој случај Министерство за внатрешни работи, да го соопштат најтранспарентно во јавноста, ги слушнави изјавите. Жалам, сочувствувам со жртвата, бидејќи тоа беше класичен атентат. Ви благодарам многу за ова интервју во Алса телевизија. Ми беше чест, благодарам и на вас за поканата. Vazhdojmë edhe me një intervistë tjetër.